На денешен ден 1903 година го изгубивме најголемиот син на македонскиот народ Гоце Делчев. Под заседа предадено од предавниците, тој беше убиен од турскиот аскер во селото Баница. Цел живот сакаше неговата Македонија да биде слободна, да биде своја на своето, но тоа не го дочека. Замина за секогаш на само 31 година и сега по 119 години од неговата жртва, Гоце се уште не е мирен. Го присвојуваат тие на кои не им бил ништо. Сакаат да ни го одземат, а ќе успеат и во тоа. Ако дозволиме, ќе успеат. А ако не им дозволиме, тоа нема никогаш да се случи. За Гоце Делчев, идеологот на македонското движење за национална самобитност, сите генерации, особено од ослободувањето до денес, учат доволно за да знаат и да сватат дека тој е светлината која нам ни е водилка. Тој е нашето минато, нашата иднина и затоа светлината која тој ни ја носи, не смееме да ја згасниме по никоја цена. По повод смртта на Гоце Делчев, денеска во Кавадарци се чествуваше пред неговата биста во основното општинско училиште Гоце Делчев. Свеки на неговата биста положија директорката на училиште со делегација од наставници Весна Ангеловска, локалната самоуправа и советот на општина Кавадарци на чело со претставителот на советот доктор Стојан Шорамов, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, општинска организација Кавадарци со претставителот Вуко Мелов и пратеничката Даниела Колева, општинската локална власт која го води образованието, делегација на ВМРО ДПМН, делегација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Кавадарци, Сојузот на борци на Кавадарци и други почитувачи на делото на Гоце Делчев. Ученички од ова училиште во чест на идеологот на македонската национална борба Гоце Делчев одржа пригодна беседа. Верниот другар во последната битка, кога вели: 24 часа гледавме во мртвото тело на Гоце. 24 часа ни се кинеше од јад срцето в гради, бидејќи знаевме дека денес Македонија изгуби незаменлив јунак, неповратен син. Баница е зад нас. Зад нас е тој злокобен 4. мај и Кукуш, каде што се родил, исто така е зад нас. Одамна се похранети тие години со чекорот на времепловот. Запишани се само длабоко во нашите срца и во ветвите страници на историјата. Но вечни се и блиски за нас, за Македонија, за народот македонски, кој со почит го изговара името на големиот учител и водач Гоце Делчев. И денес, кога не милуваат овие топли сончеви зраци на животот и слободата во него, не можеме а да не ги споменеме хероите кои паднале за Македонија, за нашето слободно утро, за нашето распеано и весело детство, збрано во прегратките на училиштето, што гордо го носи името на учителот и водачот Ѓорги Гоце Делчев, одавајќи му секој годишен помен, со почит и слава. Директорке, убаво чествување денеска, повеќе народ од ланската година, значи ли тоа дека единствената биста која активно е во работа кај со вашето училиште е достојна за почит заради името и заради сето она што вие го чествувате? Токму така. Оваа биста во училишниот двор на општинското основно училиште Гоце Делчев е единствена во општина Кавадарци, а секако дека е еден од најзначајните македонски револуционери, бастион на македонското револуционерно движење, па и денес, на 119 години од неговата смрт, се сеќаваме на неговите дела, идеи кои се цврсто вткаени, втемелени во македонската историја, македонската држава во секој од нас. Нашето училиште гордо го носи неговото име и секогаш е на браникот, значи на она што е негова и најпозната космополитска мисла, и ние и денес го живееме неговиот сон. Се стремиме кон културното издигнување и кон знаењето. Нашите приоритети како училиште се насочени кон почитување на разликите и потребите на секој ученик. Во таа насока, секоја година од ова училиште излегуваат млади таленти, е расадник на млади таленти, за кој што свечената седница за доделување на наградите на најдобрите и најуспешните ќе следи на крајот на учебната година. Уште еднаш славам.
Уживајте во наелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.